Драги мои, добар ден. Стартуваме со нова работна недела, а тоа значи и со нова црвена линија. Онака понеделнички ќе ве ставиме пред нов предизвик, секако верувам дека и како ќе имате што да кажете на денешната тема. На самиот почеток ќе најавам дека ќе зборуваме за состојбата со медицински персонал, подобро да речам кадар во здравствените домови, тоа низ целава земја. Се добива впечаток дека Министерството за здравство и Министерството за финансии зборуваат на расипан телефон. Она што ве прашуваме и секако сакаме да продискутираме со вас е, знаат ли во влада дека нема доволно лекари и медицински сестри? Дали воопшто имаат некаков план? И се поставува прашањето низ годините кои што идат, кој ќе не лечи. Црвена линија воедно и ќе ве праша колку најдолго сте чекале на лекар. Неминовно е да ве подсетиме дека треба да не заследите и на социјалните мрежи, пред се Facebook, Црвена линија, онаму каде што ги објавуваме нашите теми, каде што може да коментирате, лајкнувате и шернувате. Ке подсетам дека треба да го заследите и профилот на телевизија Телма, каде што повторно ги објавуваме секојдневно нашите теми, а секако доколку веднаш не заследите на Инстаграм, ке можете секако да го дадете одговорот на денешното анкетно прашање на Инстаграм, кое што изгледа вака. Ке кликнете на Инстаграм стори и се разбира ке се отвори ова прозорче на кое што ќе можете да дадете одговор на следново прашање. Дали недостатокот на здравствен кадар е заради ниските плати или заради заминувањето во странство? Имате две опции, едната е ниски плати и заминување во странство. Сега, она што е ново во ова денешно издание, ќе ве загрееме секако и со разговорот кој што ќе го направиме во минутите кои што следуваат со нашата денешна гостинка, која што ќе ја вклучиме телефонски, доктор Мирлица Бубало, раководител во службата за итна медицинска помош со домашно лекување и итна стоматолошка помош. Верувам дека веќе ја имаме на линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Драго ми е дека ја прифативте понудата да бидете дел од ова издание на Црвена линија. И еве на самиот старт би сакале да ве прашаме каква е реалната слика кога станува збор за медицински кадар, медицински персонал во здравствените домови. Дали навистина е огромен недостигот од кадар? Благодарам на поканата и еден поздрав до гледачите на Телма телевизија. Значи, јас можам да говорам за мојата служба и која што е во рамките на здравствен дом Скопје, значи за службата за итна медицинска помош со домашно лекување, итна стоматолошка помош. Као и секој пат знаете, мислам дека службата е малку повеќе од динамична служба, повеќе е стресна, така да постојано има една циркулација на кадар кој што постојано циркулира во службата, едноставно доаѓаат доктори, си одат доктори, одат на специјализација, така да во континуитет имаме доаѓање и одење на кадар. За жал со години наназад имаме мал број на екипи за да можеме да го покриеме градот Скопје и околината, која што, мислам, територијално треба да ја покриеме. Така, најмногу недостиг од каков тип на медицински кадар имате во моментот? Значи, во моментот имаме недостаток на доктори, па може да се каже и на сестри, значи, кои што ни се потребни за да ги зголемиме бројот на екипите во итната медицинска помош, за да може нормално побрзо и понавремено да интервенираме. Нормално пропратно со докторите, со сестрите ќе одат и возилата. И тие се исто дел и возачите. Има ли доволно возачи? Дел од кадарот во екипите на итната медицинска помош. Според вас, бидејќи имате долго искуство и пракса, нели, соработувате, сепак сте тим, кои се најчестите причини? Зошто постои ваков недостиг на кадар? Дали не излегуваат доволно кадри како резултат на незаинтересираност кон изучување на оваа струка или можеби одливот е пресуден, платите можеби?
Значи, ни постојат повеќе фактори зашто има таков недостаток на кадар. Од една страна, може би, значи има 1% од колегите кои што едноставно платите им се премногу ниски, имаме еден дел кои што не си ја гледаат својата иднина тука, па одат и надвор од државата. Може би, не знам, едноставно може би премалку конкурси за вработување има. Лично не сум погледнала статистички податок како се движат на колку време конкурсите по институциите здравствени, така да тие се неколку причини и фактори кои што влијаат за одливот на кадарот од службата при здравствен дом Скопје. Еви, за крај, според вас, онака лично, што е можеби прво што треба да се направи за да се зголеми интересот и да се задржи квалитетниот медицински кадар во земјава? Значи, нормално како што кажав, пред се тоа се финансиските моменти, понатамо исто така едукативниот дел, значи сакаат повеќе едукација по младите доктори, повеќе да се обучуваат, али затоа и нормално условите во кои што работат. Така, благодарам многу, доктор Милица Бубалова, ви посакувам пред се многу успех во работата и се надеваме дека следниот пат ќе разговараме малку поинаку, односно ќе зборуваме за тоа дека имаме можеби и повеќе од потребно медицински кадар, кој што дефинитивно е неопходност, особено во изминатиот период, особено по пандемијата, каде што се доби впечаток дека навистина најголеми херои се токму оние кои што се грижат за нашето здравје. Ви благодарам и на вас на поканата. Драги мои, сега ќе ве потсетам уште еднаш, значи најнапред за учество во црвена линија, знаете, стандардно 02-307-6677. Денес зборуваме за состојбата во здравствените домови низ земјава. Секако добре дојдено е и вашето искуство. Директно ќе ве прашаме колку можеби најдолго сте чекале да бидете примени на лекар, а ќе ве потсетам доколку не заследите на Инстаграм, еве сега можете и визуелно да ја видите како изгледа нашата Инстаграм приказна. Да дадете одговор на анкетното прашање, дали недостатокот на здравствен кадар е заради ниските плати или заради заминувањето во странство. Што мислите вие, ниски плати или пак заминување во странство? Добар ден за првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Па еве, според вас, кој ќе биде одговорот на нашето анкетно прашање? Зошто всушност имаме проблем со недостаток на медицински кадар? Дали се уште ви имаме на линија? Се надевам. Да, медицинскиот кадар во Македонија е веќе 30 години недостаток, не е од вчера, али искрено да ви кажам, тоа што ви е наслово ставено, владата знае дека немаме доволно лекари, али медицински сестри има. Сега тука треба Министерството за здравство, тие критериуми за лекарите и за медицинскиот друг персонал треба да ги зацврсти, затоа што готов кадар Министерството за здравство го пушта до надвор. Заплатите, искам да ви кажам, за едно 3 години Филипче му ги направи добри платите и на сестрите на докторите. Не е на одмет да се каже тоа, затоа што никогаш не е доволно и да му се даде и уште ќе побара, али прво и основно, лекарите, медицинските сестри, треба државата да му стави услови. Под 10-15 години поминати во државата, после да се оди во странство. Затоа што во нив има вложено средства, капитал, а не готов кадар, странство да ги искористи на некој начин, затоа што ние, точно е дека во ковидот имаме големи допринос од страна на медицински кадар. И тоа е за поздравување многу. Ви благодарам многу. За поздравување и тоа што се вклучивте во црвена линија, секако топло препорачувам да продолжите да не гледате, бидејќи во продолжение, ете ќе ве охрабрам, сите вие најнапред кои што ќе се вклучите во црвена линија, можеби најдобро да почнеме со ова прашање, колку најдолго сте чекале на лекар. Еве да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Колку најдолго сте чекале на лекар?
Да ви кажам, не сум чекала, зашто мојот син е лекар и во Америка живеам, моментално сум тука. А, драго да ни е. кажам, кај нас само важи партиската книжка. И ќе речам дека сум за оценка златно чупче. Немат лекарите што да работат тука. Немат ништо, немат инструменти, немат ехо, немат апарати. Книжката. Мојот син замина од Македонија пред 25 години, затоа што не кеше да земи книжка. И немаше апарати. И тој почна од нула, па стигнала до неврохирург во Мајами. Тоа е проблемот. Партиската книжка и немат апарати. Значи, дајте му на младите да работат. И затоа бегат в Германија, Америка и секаде. Еве, со оглед на тоа дека напоменавте дека во Америка живеете, колку што разбрав. Да. Што е она што е драстично поразлично од кај нас кога зборуваме за здравството и здравствените услуги? Еве и каде? Знаете што, имат апарати. Значи имат најсовремени апарати. Тој работа во Мајами хоспитал, болница, огромна, не знам да ви кажам колку има, и Сната е мој кардиолог. Значи имат секакви услови за работа. Никако кај нас немат кревети, немат чашави, немат перница, немат ништо. Прво и треба збор, убав збор, кој ќе го бри на пациентот. Кај нас ни тоа го нема. Благодарам многу, задоволство беше еве што се охрабривте и пренесовте ваше лично искуство во Црвена линија. Следиот гледач да видиме да ни открие колку најдолго чекал на лекар. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Колку најдолго сте чекале на лекар? Сме чекали од пола час до час и половина. Според вас, зошто имаме недостиг на медицински кадар, особено во здравствените домови? Па зошто немаме медицински кадар? Зошто све е тоа корумпирано и има тарифа вторено. Зависи кај кој специјалист сте. Ако сте научно, ќе чекате и по година дена. Ако подмачкате, ќе коштат и ќе добиете и предвремени услуги. Ако сте на кардиологија исто, ако сте према болеста има тарифа. Како да го задржиме медицинскиот кадар да не заминува во странство? Еве, кое е вашето мислење? Кадарот како да би го задржиле? Прво треба да се едуцира кадарот кој работи тука. Второ, треба да има контрола некој над нив. Као трето, треба да има казнени мерки за тие кои пречекоруваат некои нивни правила непишани, а ги користат. И според вас, поради што заминува кадарот? Ниски плати или пак... Не се ниски платите, платите се феноменални платите. Како во здравство, така во школство, секаде феноменални се платите. Меѓутоа не ќе да работат. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Охрабруваме да продолжите да не гледате и да слушнете што ќе кажат останатите гледачи на Црвена линија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Еве, прво прашање како и за сите, колку најдолго сте чекале на лекар? За жал, најдолго сум чекал со моите деца на детско. На детско одделение, бидејќи во внатрешноста детските одделенија се помалку и помалку ги има. Охриѓани поаѓаат во Струга доаѓаат од секаде, од околните населени места. Таква гужва, такво чекање преку летните месеци и преку туристичката сезона, тие гужви пред таа болница, тоа е нешто неподносливо. Тоа го немате ни во Скопје, верувајте. Дојдите, снимите, па ќе видите, ќе се уверите. Се работи за деца. Ако веќе државата не е моćна да вложи во болниците, нека вложи во детските одделенија, ние големи, стари и повозрастни мојме и наземи да легнеме и да примаме терапија. Меѓутоа, кога се работи за децата, мора итно нешто да се направи. Зошто ни заминуваат? Ни заминуваат недостаток на законска регулатива, кога државата вложува во еден поединец, во една
професија, треба со закон да загарантира најмалку 5-10 години работа во истата држава, па после нека оди кој каде сака. Ако сака некој да работи во странство, што е окей според мене, тогаш нека се школува таму каде што мисли дека треба да ствара и да работи, а не во Македонија после надвор. Како да ги задржиме според вас? Неблагодарно е за платите да зборувам, секаде се ниски. Така. Благодарам многу, ние сме благодарни што со вашето искуство се вклучивте во Црвена линија. Одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Здраво. Здраво. Прво прашање како за сите. Колку најдолго сте чекале на лекар? Ја, Да. од 8 она црвена на зграда Каши собрание до вечерта до 8. Значи, сум се маткал таму за еден мој роднина да завршам работата. Толку сум се маткал и пак не завршив работа. Според вас е затоа што има недостиг на кадар или? Според нас, поквареност е упрашање, расипаноста на медицинските лица. Нарочито овие што се под државна капа. Значи имаат своји ординации плюс по приватна капа работат некаде. Не примаат преку ова, него ти вика земи преку државните овие што им се нивни ординации, него ти вика земи упут на приватно кај таа клиника, ќе си платиш 50 евра минимум и ќе се заврши работата, ќе ти направиме преглед. Истите тие работат у државниот сектор, специјалистите зборат за овие општа медицина, јас не можам ни да ги кудам, тие се таман. Али овие специјалисти е минус голем, да не почнам и да редам некои други работи. Значи, покварени, расипани... А медицинските сестри, еве и тоа да прашаме? Медицинските сестри, јака им душа, да ти кажам искрено, и имаат право и да запркават, да забушават. Разликата измеѓу докторот и нив е огромна. Па може 5:1 плат. Ајде, поздрав, пријател. Голем поздрав и до вас, благодарам секако што се вклучивте во Црвена линија. Драго ни е ви има во голем број тоа она што посакуваме во Црвена линија, па и веќе го прашаме и новиот гледач колку најдолго чекал за да биде примен кај лекар. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, имаме чувство дека има некој на линија, има и фонија, ехо. Добар ден. Како сте? Добри сме, се надевам дека и вие сте добро. Добро е, немаме прилика чекаме на доктор, меѓутоа за ова докториве што одат. Не само докторите, цела држава ни замина младината. Значи, сите заминаја. Не само докторите, вие прашувате зошто да докторите. Младите заминаа. Според вас, зошто е тоа така? Па се знае зошто. Затоа што ниски плати, господјо, нека земаат колку ќе земаат пратениците и министрите, сигурно и докторите нема да заминат. Или овие секретари во влада. Ме сваќате? Така, продолжете. Ниските плати ги терат младите, докторите, стручњаците да одат негде. Не се согласувам со гледач кој рече дека државата дава. Не, родителот друго и школувал своето дете, би имат све дадено од себе. И на крајот го пушта со една торба во странство, му дозволуваат работа, плата, живот. Значи, прашањето им го поставете на пратеници и тие што водат државата. Пријатно. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Црвена линија е исклучиво за сите вас, драги мои. Она кон што тежнеме да ги прашуваме, се разбира, гледачите, односно граѓаните. Вие сте директно засегнати секојдневно со се и се што. Денеска зборуваме за недостатокот од медицински кадар во здравствените домови. Одеме со новиот гледач и да слушаме, еве, на самиот почеток, колку најдолго сте чекале на лекар. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Колку најдолго сте чекале на лекар? Минас ја сум на линија. Да. Сакам да кажам, дали знае владата дека нема лекари? Нема. Бидете сигурни.
Нема. Денеска во овој момент го носам мој пријател, комшија. Пред 1 месец имаше закажено, лекарот не дојде. Тој беше албанец, му откажава лекарски работи, човекот е 73 години, ќе му кажам име и презиме ако треба. А јас сум Ацо Гиновски. Преска, до Преска, од Сабајле, го носев натака, системот паднал. Што значи тоа? Се врати човекот да ми плати мене, да плати такси или што да направи? Што личи ова? Дали ова медицина и кого лекува оваа влада? Кого лекува ова Министерство за здравство? Дали знае оваа влада што има во оваа држава? И овој народ кој ќе го лечи? Јас се страмам што сум македонец. Се страмам. Да ви биде јасно дека нема понатака да биде вака. Јас сум ВМРО-вец. Борец, не се страмам да кажам. Али ова... Ке подсетам, внимавајте на тајмерот и секако огромно благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Слушаме најразлични искуства. Сега ќе слушнеме уште едно ново. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден, Црвена линија. Ке подсетам, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Еве ќе дадем уште една шанса. Добар ден за новиот гледач, Црвена линија. Најверојатно, еве, од самиот почеток на ова издание немаше никако потреба да се спомене тоа. Внимавајте на тајмерот, внимавајте на тоа да ви биде намален тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Колку најдолго сте чекале на лекар? Прво не знам дали сум јас на линија. Да, вие сте, ве слушаме, повелете. Вака, тоа е споредно колку сум чекал, јас многу сум чекал, само ќе ви кажам дека утре ќе одам на лекар. Добро. И ќе ви кажам дека кога ќе појдам на лекар, ме фаќа паника зашто 100 души чекаат, а еден лекар има кој што може да ги прегледа тие пациенти. Во медицината се случуваат страшни работи за кои што државата ништо не презема. Иако СДС кога требаше да дојде на власт обеќаваа дека ќе имаат докторите плата од 100-120 денари, тоа не само што не се исполни, а и таму кај што се исполни го направија тоа преку дежурства, додатни работи и така натаму и така натаму. Ќе ви кажам што се случува во здравството. Јас ќе ви кажам како паталец, не како гаталец. Така. Во државните институции, многу малку ви е времето од 90 секунди, во државните институции е катастрофа. Луѓето не бегаат само ради платата, мада една од причините е плат. Условите за работа се никакви. Таму се уште оперираат со инструменти од 45-та година. И тоа не можат тие да го поднесат така едноставно, зашто одат на специализација во странство, се враќаат тука, треба да работат, да извршуваат операции и ред други работи. И кога ќе видат, некоја ќе видат, тие знаат кај се враќаат, се случува жалбата што побрзо да се напушти државата. Благодарам и вам што се јавивте во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате до крај. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден и добро вечер, Македонија. Добро вечер. Ајде да слушаме вие колку најдолго сте чекале до сега на лекар. Пред да кажам дека жалам што во наша Македонија во програма сум јас. Да, продолжете. Жалам што во наша Македонија имаме лошо здравство, а лошо е такво што имаме власт која за 30 години независна Македонија едно фабриче натворила. А како се полни фондот за здравство? Се полни со плаќање придонеси на сите вработени. Ова власт СД, овие 30 години на независна Македонија, и пред тоа во СФРЈ, во 85-та година железара беа исклистени, ограбени, протестира пред собрание на Македонија. Че ова партија СД само затвора фабрики, само брка работници од работа. И од тука, како сакате да имате здравство, ако имате ваква уништувачка власт
листувачка партија на власт. Сега, добро беше Груевски што правеше и ВМРО. Купија 150 нови комбиња за брза помош. Отвораа, градеа болници. Ако беше сега ВМРО власт со Груевски, во континуитет, ќе беше нов клинички центар направен. Уште многу фабрики, многу вработувања, многу придонеси за здравство платено за тие ново вработени. Ама ова СДС партија само уништува, само пусти. Сега, жал ми е за тие што изгореа живи во ковид болница во Тетово. А како да го задржиме кадарот? Еве, која стратегија треба да направиме младите кадри да ги задржиме? Мислам дека пред се со човечка душа и срце. Секој лекар кој живее во Македонија добива можност да учи со пари од овој народ. И злодело е да го напуштиш овој народ, да го оставиш без лекарска грижа да Благодарам многу за вклучувањето. Ке подсетиме дека денес зборуваме за состојбата во здравствените домови и тоа ни силата земја кои што се борат со недостаток на медицински кадар. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро и вам. Колку најдолго сте чекале на лекар? Многу до сега не сум чекал. Пошто не сум имал потреба. Така нека остане. Да, благодариме. Значи, јас сум родител на дете кој е завршил медицина на Кирил и Методи. Процедурите се, не знам, многу тешки. Значи, од лекарска комора сега мора да чека 6 месеци да му дадат лиценцата. После толку години труд и ова и се, значи, треба да се убрза процесот за давање на лиценза и да се вработи, за да има доктор повеќе во, било каде некоја институција. Според вас, зошто толку долго се чека на лиценцата? Процедурите се такви кај нас, значи, долго се чека, не знам, процедурата треба да знаат лекарската комора. Јас сум еден од тие што, да речеме, не сакам моето дете да замене од државата, сакам трудно да го вложи овдека кај нас, за да има еден доктор повеќе. А еве што вели тој? Тој вели дека ќе остане и поднатаму сака да специализира овдека и се окей, ама како што тргна на така државата, не знам. Секако огромно благодарам и за вас, еве што вашето лично искуство го пренесовте во црвена линија. Да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Ке ни откриете ли колку најдолго сте чекале на лекар? Ако имаме закажано, не чекаме ни 10 минути. Добро. На закажано. Се јавувам од Прилеп. Ние имаме доста лекари. Шо бара во парламентот? Шо бара за градоначалници лекари? Шо бара директори лекари? Ние имаме многу лекари, ама не знам јас, тие не треба да конкурира, не треба да се пријавува во парламентот доктори. Според вас, еве, Прилепската болница дали има доволно медицински персонал, бидејќи... Има, ама во парламентот колку има. Директори колку има. Градоначалници, доктори колку има. Не е право така. А како коментирате што медицински персонал заминува во странство, голем број медицински сестри одат во Германија? Медицински сестри ода во Германија овде на 3 месеци, на 6 месеци продолжува. Ами ние некогаш кога ќе влегуваме на работа, другиот ден решение ни даваја за трајно, а не да продолжува на 3 месеци, не се сигурни. Сигурни не се за работното место. Зато така прави. И си заминува. Благодарам и вам што се јавивте во црвена линија. Ако имаме гледач, предноста имате вие. Подсетувам, можете да не заследите на социјалните мрежи, Facebook црвена линија, секако Телма телевизија, и таму објавуваме теми за кои што зборуваме, а сега и ќе слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден.
Добар ден, црвена линија. Добар ден. Секој е добро? Редовно ја пратам вашата црвена линија. Драго ни е. Многу ве почитувам. Прв пат ви се јавувам. Драго ми е, се надевам не и последен пат. Ви благодарам. Малку е ирелевантно за мене колку долго чекам на доктор. Ако докторот брзо ги прегледува пациентите, малку ми е суспектно колку е коректен неговиот однос во однос на прегледот на пациентот. Пред 33 години завршив медицински факултет. Во времето кога беа професори кои што студирале во Франција, во Германија, во Софија, во Белград, Загреб, многу тешко се полага испитите. Завршив медицински факултет со просек 9,41. Работев во терцијална здравствена заштита, но исто така и во примарна здравствена заштита, конкретно во итна медицинска помош, и тоа во еден од најтешките делови, дежурна служба, што подразбирам минимум 12 часа ноќна работа, секоја трета ноќ, а многу често и секоја втора ноќ. Ке подсетам дека треба да се внимава на тајмерот. Големо благодарам, бидејќи ви прв пат се вклучивте во црвена линија. Ве охрабрувам во текот на ова издание да се обидете уште еднаш, се разбира, да не изгледа дека ве прекинуваме, но тоа се правилата на црвена линија. Нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, верувам дека се слушаме. Ало, добар ден. Да, во црвена линија сте, добар ден. Се слушам во црвена линија сум? Да, повелете. Како го коментирате недостигот на медицински кадар во здравствените домови? Ве слушаме во црвена линија. Јас сакам да кажам да за медицинското употреба, мотимално сум болен, употребам доктори. Многу е тешко, ни дават секакви лекарства, ни дават, ама медицински сестри, дали има лекари? Има лекари, ама со чекање преку матичен број ни ги пишат матичниот доктор работи, задоволен сум јас. Ми пиши лекарства секакви, но владата треба да доктори и медицински сестри во болниците нови да прими со факултети, со средно, со основно, да прими. Значи, дали чекаме ред, па чекаме во аптеките има ред, и во матично има ред. Значи, треба да се најди доктори да се најдат, да не лечат. Јас често користам доктори, често одам на доктор и секој пат добро, кај мене ме лечат. И толку ти е, немам друго што да кажам. Толку, фала. Добро, благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Продолжуваме понатаму, телефонот се уште е отворен, зборуваме за недостигот од медицински кадар во здравствените домови низ Македонија и ќе подсетам дека се добива впечаток дека Министерството за здравство, како и Министерството за финансии, како да зборуваат на расипан телефон. Она што ве прашуваме е дали нашиот кадар заминува во странство или може би ниски плати се причината поради кое што се помалку ги има во здравствените домови. Добар ден. Владата, мислам дека знае дека има недостаток на лекари и медицински персонал. Меѓутоа, не знам дали знае владата дека има специјалисти завршени на клиниката Мајка Тереза во Скопје, дека работат со договор на дело, а студирале 12 години. Значи, без ни еден ден стаж. И се уште се по договор на дело. Не знам дали тоа владата го знае. И од таа причина ќе се заминуваат младите доктори. Толку би сакала да кажам. Тоа е се што имате. Колку најдолго сте чекале на лекар? Па повеќе ке вас сум чекала да добијам. Се извинуваме.
Благодарам многу што се јавивте, ако е тоа се, имаме гледачи кои што се куси, но имаат конкретно, прецизно што да кажат на ова тема. Секако ве охрабруваме да продолжите да не гледате, бидејќи во наредните 90 секунди ќе слушнеме и ново мислење, ама и ново искуство, кога станува збор за темата за која што говориме. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Да, добар ден, вие сте во црвена линија. Јас сум во црвена линија. Да. Вака да кажам, за околу платите, да кажам, причина не се платите, односно е причина платите, секој си бара подобар стандард, што е нормално. Нашите од Македонија одат во Словенија, од Словенија во Германија, Германија, Австрија, Австрија, Норвешка, секој си оди каде што има подобри плати, подобри услови. Тоа е миграцијата и каде така во светот и така ќе биде, што е нормално. Околу чекањето не сум имал голем проблем околу чекањето, со термин обично си е тоа добро средено. Меѓутоа сакам да се навратам за околу нешто околу еден гледач, конкретно Тале, да кажам зошто што кажува 30 години. 30 години, односно кој отвораше ВМРО фабрики, тие никој не плаќаше ни пензиско, ни здравствено осигурување. Тоа све се плаќаше од наши пари. Затоа кога ќе зборува нешто, нека зборува конкретно, а не само да го фали некого. И како а според вас како можеме да го задржиме медицинскиот кадар, еве? Која е таа формула каде што нема да имаме одлив? Нема формула. Нормално е тоа секој да се бара среќата, за подобро живење, подобар живот во странство и никако не можеме. Само мора да се внимава да се вработува Министерството за здравство и сите министерства да вработуваат. Односно сите одат пензија, меѓутоа на нивно место не се вработуваат нови луѓе. Нов свеж кадар. Благодарам многу за вашето јавување. Ке потсетиме дека секој од гледачите има свое мислење, свој став. Тоа е дозволено. А ке видиме што ќе ни открие и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Да видиме во наредните 90 секунди што ќе ни каже новиот гледач. Уште една шанса ќе дадеме, верувам дека се слушаме. Добар ден, црвена линија. Добро, сега му дојде времето и за реклами, малку ќе одмориме, а следуваат и резултатите од анкетата. А по рекламите време и за резултатите од Инстаграм анкетата, која што објавуваме на стори, за следете на таму, за да веќе утре активно учествувате на новата анкета. Што се однесува до денес на прашањето дали недостатокот на здравствен кадар е заради ниските плати или заради заминување во странство, за ниски плати одговорија 43%, а заминување во странство одговорија 57%. Драго ни е и благодарам што земавте учество во ово издание на Црвена линија. Секако утре во истиот термин ќе бидеме заедно со нова тема. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија и ви посакувам убаво попладне и секако останете ми во добро здравје. Довидување.